Десет години сум новинар-репортер, сум известувала за разни телевизиски куќи. До сега јам работено во повеќе медиуми, почетоците ми се во Македонска информативна агенција. Последниот медиум во кој што работам е Мета новинска агенција. Имало многу предизвици во овие години, многу тешки времења за новинарството и за репортерите. Поминале многу конфликти, многу протести, многу, да кажам, премрежија за Македонија. Меѓутоа, овој последниот што се случи на 27 април, чинам дека беше најголемиот предизвик и најголемиот најтешок момент за новинарите, медиумите, снимателите кои што се најдоа во тој, да кажам, кобен час. Да, ова е веројатно нешто најстрашно кое што јас го имам доживеано. Лошата ситуација и перцепцијата на народ за новинарите и медиумите се должи на риториката која што ја користи власта. Се должи на политиката која што и јавно и обзнани војна на професијата, на новинарството. Кај нас медиумите се многу поделени, тоа веќе ни е јасно. Јас сум имала провокации од типот кога работев во телевизија 21, дека работам за албанци и така. Меѓутоа, тие работи не ги ставав на срце. Тоа е почетокот. Поред мене е лоциран во 2008 година, кога тогашниот премиер Никола Груевски јавно ги прогласи дописниците од Брисел за грчки платеници кои што спроведуваат пропаганда. Професионалното новинарство е етикетирано како опозицијско, како предавничко, и кога вие имате таков јавен наратив кој што доаѓа од високите функционери, од позиции на моќ, економска и политичка, тогаш е многу лесно да ја доведете јавноста во заблуда или пак да ја доведете во ситуација кога веќе не препознава што е новинарство, а што е пропаганда. Од галерија сите се упативме кон прес салата и од таму чинам дека више враќање назад немаше. Некои ме теше и ми велеа, знаете, новинарите се безбедни, има полициско обезбедување. Првиот упат на собранието, првиот бран, веројатно го пропуштив. Имаше неколку обиди за влегување внатре. Како новинар немав искуство да сретнам таков гневен народ на улици. Во прес-центарот, значи, беше тотално хаотично. Лета, столици, стативи, се што ќе им дојдеше при рака. Колегите сниматели ги местеа камерите и стативите за да го фатат моментот. Веројатно затоа што се обидов да ги фатам сите моменти, значи на оние кои што удират и фрлат. Прида Господин од свој 50 на години, кој што ми се закани и ми рече престане да снимаш и се обидов ми го земе телефонот. Во тој момент се приклучија уште четворица кон него. Се обидов да ми го зема телефонот, удирајќи ме. Во еден момент, еден од нив ја зема мојата прескартичка која што ми беше ставена околу врат, која вида дека сум во Мета. Добив бокс во фаца и почна да вика предавник. Во тој момент се струполив на земја и продолжија да ме удираат. Очигледно дека нив не им беше само важно да го земат телефонот со материјалите, него треба некако да го извадат својот гнев. Јас ја извадив картичката и му велам, господине, ние немаме никаква вина, ние сме новинари. И тој со поградни зборови кажа, марш кучко во ќошот. Веројатно маце се подсмирија и еден од тие што ме удира само се сврти и рече, може би ти си окей, ама работиш за погрешен медиум. Една постара господја се најде тука до мене на патот и видов дека е една од демонстрантките и кажав, господјо, ве молам дали можете да ми ја дадете вашата Мартинка. И ме праша, дете ти од нашите си? Ја викам, да, од нашите, нормално. И не знам како, едноставно ми поверува, иако викаше, зошто немаш такво ако си од нашите, викам, новинарка сум, ама мораме, викам, некако да се спасиме. Таа политика на неказнивост за напад врз новинарска екипа мора да престане. Она што се случи во собранието е најеклатантен показател до каде оди
и до што може да доведе политиката на игнорирање, релативизирање на нападите на новинарските екипи. Синдикатот на новинарите бара од новата власт да изврши измени во кривичниот закон и нападот на новинари и новинарски екипи да биде третирано како напад на службеник на службена должност. Тие луѓе кои напаѓаат новинари и медиумски работници имаат впечаток дека тоа е дозволено, дека тоа е оправдано, дека е тоа дури и пожелно. Во таа смисла тие се само продолжена рака или алатка на политиката која што сака да ги замолчи критичките и професионални новинари. Се создава една сосема поинаква представа кај народ кој што реално веќе и не знае на кого да верува, затоа што мал е бројот на медиумите кои што се трудат да бидат објективни и да не заземат страна. Меѓутоа, ако ја криеме вистината, тогаш сметам дека се уште сме, како што кажа, во оној подем на слобода на медиуми.